Добродојдовте во најновото издание во Урбан Блок. И овој пат интересни теми кои со сигурност ќе го задржат вашето внимание во следните 30 минути. А што поточно, гледаме во продолжение. Во новиот Урбан Блок ве носиме на грчкиот остров близу до Атина, Серифос. Ви откриваме како да ја сочувате вашата кожа во текот на топлите летни денови и како до добро орално здравје кај вашите деца. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Летото ни носи убави нешта, сонце, долги денови и плажа. Но на нашата кожа ова годишно време е сериозен предизвик. По продолжение да погледнеме како летото влијае на нашата кожа. Дали се здобивте со изгореници од сонце уште од првиот ден на мора? И тоа не е нешто што некој може да го испланира. Повторно, на повеќето од нас им се случило барем еднаш. Зошто толку брзо гориме и како да го спречиме тоа? Ке се обидеме да ви помогнеме да се вратите дома одморени и убави. Па затоа, заедно со експерти од оваа област, создадовме листа за проверка на грешките кои е важно да се избегнуваат кога одите на сончеви места. За почеток, променете ги овие неколку навики. Крем за сончење нанесувате само на плажа, а тоа е сосема погрешно. Може да изгорите веќе по пат кон плажата. Доколку сте со светолтен, доволно е да се изложите на сонце незаштитени 15 до 20 минути. Инаку, фотооштетувањето се заканува дури и на кожа сокриена под облека и на многу високи температури. Свилата, вискозата и белиот памук, кои најчесто ги носиме во лето, имаат ниски фотозаштитни својства. И индексот на фотозаштита се намалува кога тканината ќе се навлажни. Затоа, освен ако не сте нанеле крема со заштитен фактор или не сте облекле облека со заштита од УВ, заборавете на одење на сонце помеѓу 11 и 16 часот. Исто така, треба да знаете дека е потребно време за да започне да делува кремот за сончење. Потребни се околу 15 до 20 минути за да се апсорбира и активира. Значи, според сите правила, треба да нанесете крема за сончење дома пред да одите на плажа. Користењето на било каков крем за сончење е дефинитивно грешка. Сончевите зраци имаат различни бранови должини и во зависност од тоа се емитуваат УВА и УВБ зраци. Истиот заштитен фактор, добро познат на сите нас, се однесува на способноста на кремот за сончење да се бори со УВБ зраците. Го покажува приближно количеството на воздух што производот ќе го неутрализира, како и колку долго можете да останете на сонце под заштита. Колку е поголем факторот, толку подобро. Сепак потребна ни е и заштита од УВА зраците. Покрај факторот, соодветните производи се дополнително означени со иконата УВА. Грешка е и да не носите крема за сончење кога е единот облачен. УВА зраците делумно минуваат низ облаците, предизвикувајќи фотостарење и пигментација на кожата. Можете да го процените интензитетот на зрачењето користејќи УВ индекс, кој може да го најдете на многу апликации. Потребна е заштита од ултравиолетови зраци за УВ вредности од 3 и повеќе. Како да не изгорите на сонцето? Избегнувајте фотосензитивна козметика. Многу козметички производи може да бидат штетни доколку се употребуваат пред изложување на сонце. И ако просветените млади дами по правило веќе слушнале за забрана за одредени пилинки и креми со ретинол во текот на летото, тогаш реакцијата, да речеме на есенцијалните масла, може да биде изненадување. Во меѓувреме многу од нив имаат висок фотосензибилизирачки ефект. Ја зголемуваат чувствителноста на кожата на ултравиолетовото зрачење, што може да предизвика пигментација, а во најлош случај и изгореници од сонце и плускавци. Не користете козметика со истечен рок и проверувајте редовно. Постои мислење дека од безбедносни причини производителите го опишуваат рокот на траење неколку месеци пократок отколку што всушност е. Во случај на креми за сончење, таквата самодоверба може да биде многу опасна. Факт е дека кремите за сончење се прилично каприциозни и може да го изгубат својот квалитет дури и пред истекот на рокот, доколку не се чуваат правилно. Затоа тие се доста чувствителни на прегревање. Не оставајте шишиња со заштитен фактор под жешките зраци на плажа или во багажникот на автомобилот долго време. Формулата на средствата се менува што ги прави помалку ефикасни. Не мора да бидете изложени на сонце за да синтетизирате витамин D. Бидејќи сончевите зраци се неопходни за синтеза на витамин D во кожата, постои загриженост дека какви било мерки за заштита од сонце може да доведат до девитаминоза на телото.
Сепак, бројни студии покажаа дека употребата на крема за сончење нема сериозно инхибиторно дејство врз синтезата на витамин D. Мала количина на UV зрачење што продира во кожата е доволна дури и кога се употребува крема за сончење. Дополнително, доволно количество витамин D може да се добие едноставно со пешачење на сончево време. Не е неопходно да лежите под жешките зраци. За одморот да биде вистинско уживање, внимавајте. А кога е оралното здравје кај децата во прашање, правилната грижа и нега ни е важна уште од нивната најрана возраст. Во продолжение за оваа тема говориме со нашите соработници од стоматолошката ординација Лукановски премиум. Да ги погледнеме. Добрите орални здравствени навики започнуваат уште во раното детство. Кога едно дете има добро искуство кај стоматолог, кога знае соодветно да ги четка забите и да направи добар избор на исхрана уште од првите месеци во животот, може да се спречат многу проблеми кои би настанале подоцна во текот на животот. Да се сочува доброто орално здравје е важно во подоснежната возраст, меѓутоа и кај децата, без разлика што запчињата кај дечињата се менуваат во одредена возраст. Млечните зъби се исто толку важни колку и трајните. А на оваа тема ние денес се консултиравме и со нашите стручни соработници од ординација доктор Лукановски. Разговорот со нив и нивните совети и препораки ги споделуваме со вас во прилогот кој следува сега. Децата, како деца, нормално, во прво време треба да почнат прво родителите, значи да му створат навика на детето за оралната хигиена, а потоа со текот на времето и самото дете да си стане свесно за состојбата во неговата уста. Најчесто се соочуваме со проблем пошто немијат заби вечерно време. Му се спиело или демек измило запчиња, па после каснало благо, се напило сокче па си легнало. Така дефинитивно најголемиот проблем кај децата е што немијат ноќно време запчиња. Затоа што во текот на ноќта најмалце се лачи плунката, најмалце се промиваат запчињата и највеќе ги нешто се зезаме има црвчиња и ги јадат запчињата на дечињата. Така дефинитивно треба да се стане свесен прво самиот родител дека многу е битна хигиената на детето да се одржува вечерно време, а потоа и на сабајле нели кога станува од спиење, па потоа и самото детенце да се добие навика дека треба да ги одржува своите запчиња. Значи шекерите од храната, од пијалоците, засладено млекце, засладено чајче што пијат, така да тоа е најголемиот непријател кај дечињата што доведува до расипување на запчињата. Така, колку има вистина во тоа дека оние дечиња што јадат повеќе благо и чоколади, на вистина почесто им се расипуваат запчињата? Па има вистина во тоа, мада и не е до толку колку што е пак да кажам благото, пошто сепак секој детенце како и секоја возрастна индивидуа, значи има различна коска во устната празнина и сега има некои што се со помеки коски, има некои што се со поцврсти, некои се поподложни на расипување, пошто сепак кариесот се ствара од бактериите кои што ги имаме како природни жители во устната празнина. Сега некој ги има во поголем број, некој во помал број, така да пак е тоа индивидуално. Значи имам дечиња кои што се и 10, и 11, и 12 години буквално немаат, никогаш до сега немале расипано запче. Имам дечиња што се веќе 4-5 години и веќе почнуваат да се расипуваат млечните запчиња, дури и трајните шестки кога ќе почнат околу 6-та година да никнат, знаат да изникнат расипани, да ги кажам. И пак е тоа како немарност, да кажам, пошто сепак од родителите почува се што не ги доведуваат на време на забрза, нели ние да го видиме тоа и да го спречиме понатамошното развивање на кариесот. Така, ете кажавме на време. Кога е право време за првата средба на детенцето со стоматолог? За првата средба сега би кажала уште од самото никнување на запче, меѓутоа тоа е многу рано, пошто трае на 6-7 месеци. Така да кога веќе детенцето ќе порасне, да кажам 3-4 години, родителот треба да го донесе, да се запознае со стоматолошката ординација, да се запознае со стоматолошкото столче, да му покажеме нели инструментите, да го повозиме на столчето, да му дадеме некоја награда, стикерче или да му нацртаме било што, чисто да го опуштиме малце. Значи не треба да се чека да се расипе некое запче или да почне некоја болка за да го доветат детенцето на забр.
Значи треба чисто да си дојде да се запознае, да му се објасни претходно од дома дека тоа не е ништо страшно, дека не треба да се плашат од белиот мантил или во случајов ние што сме во црна униформа, така да, значи, така, откај веќе третата, четвртата година би требало да почнат да ги носат, пошто нас сепак е и тогаш е мало, значи ти не можеш да му објасниш што ќе му се случува, што ќе му правиш, меѓутоа барем да ги доведат чисто да се запознаат со стоматолошката ординација. Така, многу често владе мислењето помеѓу родителите дека млечните заби не се толку важни затоа што тие секако, како што знаеме, ќе се заменат со трајните заби. Дали е тоа така и колку здравјето на забите влијае на целокупното здравје на детето, на човекот? Значи не за џабе е кажано дека здравјето на организамот пред се почнува нели од устната празнина, така да не е затоа што се млечни заби се помалце битни отколку трајните, баш напротив, значи треба да се доаѓа навремено, затоа што сепак тоа е, значи дете и поинаку ја манифестира болката, да кажам, отколку кај возрастните пациенти, така да дефинитивно, значи треба да се доаѓа, прво да се прават контроли, потоа нели доколку треба нешто да се направи, затоа што покрај тоа што го чува целокупното здравје, значи млечниот заб треба да биде чувар и на трајните заби. Затоа што ако дојде до предвремено губење на млечното забче, значи останатите соседните заби ќе се спојат, значи и ќе биде малце потешко за губење, за растење на трајното забче. Така да дефинитивно без разлика што е млечен зап и што нели е лабаво дека ќе се смени, значи мора да се доаѓа да се прави и тоа забче. Така, на почетокот уште на овој разговор ја спомнавме храната и кажавме дека храната влијае, меѓутоа и не е дека е пресудна за здравјето на забите, она лоша храна под наводници. Дали постои некоја добра храна која е чувар на здравјето на забите? Па сега како добра храна немам некоја да издвојам, меѓутоа дефинитивно многу е подобро да се јаде нели онаква храна која што е збогатена, да кажам, со магнезиум, со флуор, со калциум, значи побитно е уште да се јаде поцврста храна, затоа што кога јадеме поцврста храна, значи доведуваме до поголемо лачење на плунката, со тоа се доведува и поголемо промивање на забите, така да не само кај децата, него тоа важи и кај возрастните, колку е поцврста храната, толку е подобра. Така да, како некоја подобра храна да ја издвојам стрикно за забите, не би можела, меѓутоа нормално како и за општото здравје, нели зеленчук, овошје, тие се добри храни, така да тоа би требало повеќе да се консумира отколку шеќери, сокови, благо, грицки, тестенини, така да. Така, и уште на почетокот ја споменавме хигиената како еден од, би рекла, главните фактори за зачувување на здравјето на забите и кај децата и кај возрастните, па кога се во прашање децата, би кажала што значи соодветна, освен нели времето наутро и навечер, дали има некои посебни пасти за заби, четки за заби кои би требало да ги користат децата и кои ги препорачуват? Јас стрикно не препорачувам да кажам некоја фирма или нешто така. Да, мисля не, што се прави на така муабе дека и во состојките, значи има пасти кои што се збогатени, да кажам, со флуор. Меѓутоа не е тоа дека е нели дека мора да се користи кај секое дете или кај секој пациент, така да не е толку битно според мене да со која паста и со која четкаш, отколку што е битен начинот на кој што се четкаат. Ние на децата им објаснуваме дека горните запчиња треба да се четкаат како што паѓа дождот, значи од горе надоле, на долните запчиња како што расте тревата, значи од доле нагоре. Да се комбинираат и со кружни движења, да се опфаќа и месото, така им викаме на децата, односно непсето, гингивата. Така да, исто и за четката, например, доколку некој од дечињата ми каже мене ме болат забите или ми реагираат на ладно таква работа, знам некогаш да препорачам прво да се почне со мека четка, па потоа доди со некоја средна цврстина на влакно, значи да не биде цело време или со цврста четка или со средна, нели, или со мека, било како, така да, значи, пак ќе кажам, индивидуално е тоа кај секој детеце. Ако приметам дека кај некој од децата имам, например, како ние што се бели, како пигментации на забите, знам да препорачам некои пасти со повеќе флуор. Така да, пак е тоа, ќе кажам, индивидуално, ама битно, значи, не е толку битно пастата и четката, колку што е битен начинот на одржување на оралната хигиена. И пред се редовноста. Точно. Така, доктор, јас ви благодарам многу на одвоеното време и на корисните совети кои ги споделивте со нас. Ви благодараме на вас. Серифос со право го носи епитетот скриениот бисер на кикладите. Сместен на само 2-3 часа возење со брод од Атина, е вистинско мирно грчко искуство каде доминираат сината и белата боја.
Еве зошто Серифос е совршена дестинација токму за вас. Островот Серифос можеби не е првото име што ви паѓа на ум кога ќе помислите на одмор во Грција, но токму таму лежи неговиот најголем шарм. Додека илјадници туристи се собираат во Санторини, Миконос или Парос во текот на летото, овој мал кикладски остров останува верен на својот автентичен карактер. Тука нема да најдете преполни плажи, бучни барови и бесконечни редици за фотографии на зајди сонце. Наместо тоа, ќе ве пречекаат кристално чисти води, бели куќи украсени со бугенвилии, тесни камени улички и опуштено темпо на живот, што ќе ве натера да посакате да го запрете времето. И воопшто, во последниве години се повеќе патници избираат помалку познати дестинации кои нудат мир, автентичност и можност да ја доживеат Грција каква што некогаш бил. Затоа островот Серифос полека прераснува во едно од најпосекуваните места за оние кои сакаат да избегаат од масовниот туризам. Серифос е дел од архипелагот Киклади и се наоѓа помеѓу островите Китнос и Сифнос. Иако е оддалечен само неколку часа од Атина, со ферибот успеал да ја зачува атмосферата на традиционален грчки остров. Тука денот не е испланиран според распоред на турата, туку според сонцето и морето. Утрата започнуваат со кафе во пристаништето Ливади, проследено со долги пливања на речиси празни плажи, додека вечерите се резервирани за прошетка по калдрмите и вечера со семејни таверни. За разлика од познатите одморалишта, на Серифос апсолутно нема брзање. Ова побавно темпо на живот е една од причините зошто посетителите се враќаат од година во година повторно тука. Сезоната трае од мај до октомври, но многумина сметаат дека јуни и септември се најдобри месеци за посета. Температурите се пријатни, морето е доволно топло за пливање, а бројот на туристи е значително помал отколку во текот на јули и август. Дури и во шпицот на сезоната, Серифос успева да одржи помирна атмосфера од повеќето популарни кикладски острови. Најлесниот начин да стигнете до Серифос е со ферибот од пристаништето Пиреја во Атина. Во зависност од видот на ферибот, патувањето трае помеѓу 2,5 и 4 часа. По пристигнувањето, препорачливо е да изнајмите автомобил или скутер за да можете да ги истражите по оддалечените плажи, кои представуваат вистинска душа на островот без брзање. Едно од најубавите места на островот е секако Хора, главниот град, кој се наоѓа на врвот на ридот над пристаништето. Типичните варосани кикладски куќи, сини прозорци, тесни калдрмести улички и малите плоштади создаваат сцени кои изгледаат како да се создадени за насловните страници на туристичките списанија. Секој агол крие мала галерија, традиционална таверна или продавница за сувенири со рачно изработена керамика. Зајди сонцето од врвот на Хора е посебно искуство. Погледот на Егејското море и околните острови е еден од најубавите на Кикладите, а атмосферата останува мирна дури и во средината на летната сезона. Еден од најголемите адути на островот Серифос се неговите плажи. Псили Амос се смета за една од најубавите песочни плажи во Грција. Финиот златен песок и тиркизната вода создаваат сцена што потсетува на тропските дестинации. Додека плиткото море ја прави оваа плажа одличен избор за семејства со деца. Ливадакија, која се наоѓа недалеку од пристаништето, е идеална за оние кои сакаат да пливаат веднаш по пристигнувањето на островот. Ако сте љубител на скриени заливи, Ганема, Сикамија, Агиос Состис и Вагија ќе ви го понуди токму она што го очекувате од помалку познат грчки остров. Недопрена природа, кристално чисто море и доволно простор да го пронајдете вашиот мир. Многу плажи се уште немаат големи хотелски комплекси, па затоа природата останува во преден план. Иако многумина доаѓаат поради морето, островот Серифос нуди многу повеќе од пливање и сончење. На островот има голем број планинарски патеки кои водат до скриени плажи, стари рудници и видиковци со поглед на Егејското море. Серифос е познат и по својата богата рударска историја, па затоа остатоците од поранешните рудници сега се интересна атракција за љубителите на историјата и индустриското наследство. Љубителите на фотографија особено ќе уживаат во контрастот на белите куќи, ѕидовите од сув камен и интензивното сино море. Локалната гастрономија се потпира на свежи и сезонски состојки. Менијата се доминирани од свежо уловена риба,
печен октопод, локални сирења, маслиново масло и традиционални пити. Љубителите на автентичната кујна може да пробаат и локални специјалитети од Наут, како и домашни колачи со мед и бадеми. Вечера во мала таверна со чаша локално вино и поглед на зајдисонце е едно од искуствата што најдобро ја опишува атмосферата на Серифос. Додека многу летни дестинации стануваат синоним за топол и масовен туризам, островот Серифос нуди сосема поинакво искуство. Тука луксузот не е представен со ексклузивни хотели и гламурозни клубови, туку со тивко утро со звук на брановите. Вечера во таверна, каде што домакините ќе ве пречекаат како пријатели и денови поминати на плажи кои се уште не ја изгубиле својата природна убавина. Ако сакате да запознаете по автентична страна на Грција ова лето, Серифос би можело да биде вистинско откритие. Тоа е остров кој не се обидува да импресионира со спектакуларност, туку освојува со едноставност, гостопримство и пејсажи кои остануваат во сеќавањето долго откако ќе се вратите дома. Токму затоа, многу патници кои го посетуваат еднаш веќе планираат да се вратат повторно. Тоа беше се за денешното издание на Урбан Блок. Уживајте во летото, а ние ви закажуваме повторно средба за 7 дена. Се гледаме!